Денеска е првиот ден од предизборната кампања за предвремените парламентарни избори, а во Кочани и соседните општини се е како и вчера. На терен не се случува речиси ништо, иако во партиските штабови и кругови е присутна растрчаност. Немирни ноќи имаат кандидатите за пратеници од власта и од опозицијата, кои пред себе имаат задача околу себе да соберат и анимираат што поголем број активисти, подражувачи и на крај гласачи. Како што стојат работите поради коронавирусот, главен предизвик ќе биде да се измотивираат граѓаните да излезат на гласање, бидејќи бројките на новозаболени кои се движат околу стотката сигурно делуваат демотивирачки и застрашувачки, особено кај повозрастните. А таквите околности ги прават овие избори специфични и крајно непредвидливи. Можеби поради ваквата атмосфера, партиите се обидуваат преку откривање на афери во противничкиот табор да предизвикат ситуација на излегување на гласање од инает. Инаку премногу системски и законски местења и претходеа на изборната кампања, кои се насочени кон остварување на целта на оние што ги креираат, најчесто без при тоа да се води сметка за интересите на граѓаните. За жал, иако 20% на албанскиот политички фактор се уште ја игра пресудната улога во изборните комбинаторики, поради што македонските политички блокови се доведуваат во ситуација да го надменат и дното на отстапките, доколку сакаат коалиционен партнер за освојување и практицирање на власта. Во развиените демократии тоа не доаѓа во предвид, бидејќи таму функционира системот, но кај нас по правило се злоупотребува и цехот го плаќаат мнозинството граѓани, на кој државата како да им се одмилува. И токму поради тоа се појавија така наречени мали партии како Интегра, кои на овие избори играат на картата на подигнување на нивото на светост за се што е македонско, вклучително името, јазикот, историјата, државата, со цел сите коцкички да си се подстават на вистински начин и на вистинското место. На локално ниво ќе биде мощно интересен исходот од изборите, бидејќи по правило тој подоцна има огромно влијание и на локалните избори кои се веќе на крајот од наредната година. Како овдешните граѓани ги доживеале политичките случувања кои до темел ја здрмаа нацијата, може би одговор ќе се даде токму вечерта на 15 јули. Особено интересен е истокот каде нема албански гласачи, па така наречените историски процеси различно се доживуваат. Но престојат 19 дена кампања која можеби ќе даде повеќе одговори за тоа што може да очекуваат граѓаните во новиот мандатен период на новоизбраната власт.